На 28 јуни 1955 година, со Законот за подрачјата на околиите и општините во тогашна Народна република Македонија, усвоен од Републичкиот собор на Народното собрание, била формирана новата општина Кисела Вода. До изгласувањето како општина, тогашното село Кисела Вода, според законите за територијална поделба на тогашната Народна република Македонија, во периодот од 1945 до 1955 година влегувало во составот на град Скопје. Интересно е дека за многу краток период општина Кисела Вода забележува голем растеж на својот севкупен развој. Особено за одбележување е 10-годишниот период од 1955 до 1965 година, кога на територија на општината, по пат на голем инвестиционен циклус, никнуваат стопанските капацитети: хемискиот комбинат Охис, цементарница Усија, стаклара, електромашинскиот индустријски погон Раде Кончар, фабриката за сапун и козметика Цветан Димов, текстилните фабрики Мирка Гинова, Црвена звезда, Прогрес и други стопански субјекти. Во тој период, општина Кисела Вода станува водечка општина во Република Македонија. Овој епитет долго време обстојува заедно со главната карактеристика која говори дека општина Кисела Вода во тогашни рамки имала вкупна површина од 737 квадратни километри, во чии граници живееле 130.000 жители. Тој период се карактеризира и со изградба на повеќе населби од тврда градба, а како позначајни ги извојуваме аеродром, Јане Сандански и Лисиче. Со самостојањето на Република Македонија и донесувањето на новиот устав, се спроведоа првите повеќе партиски избори, со што се напушти социјалистичкиот еднопартиски систем и се воведе повеќе партиска парламентарна демократија. Согласно ваквата определба на граѓаните, по спроведените избори на 11 јуни 1991 година, беше конституирано првото повеќе партиско собрание на општина Кисела Вода како највисок орган на локалната самоуправа. Во септември 1996 година беше донесен законот за нова територијална определба на Република Македонија, со кој од дотогашните 34 се формираа 123 општини и градот Скопје со градско собрание. Од постојаната општина Кисела Вода произлегува уште 3 нови општини: Зелениково, Студеничани и Сопиште. Во август 2004 година, Собранието на Република Македонија го усвои Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија, според кој ќе функционираат 84 општини со нови права и надлежности. Од општина Кисела Вода, според овој закон, овој пат произлеза новата општина Аеродром, во чии граници се Горно и Долно Лисиче. Местноста Црниче е населена барем уште од доцната антика, од кога датира тврдината Црнче, сместена на ридот Марково крувче на југ. Во денешен облик, Црниче постои уште од основањето на општина Кисела Вода на 28 јуни 1955 година, кога се основале населбите Кисела Вода, Пржино и населбата Црниче. За време на основањето во Црниче имало куќи со широки и големи дворови, вклучувајќи единствената обседната куќа на духови во Скопје, која се наоѓа токму во Црниче. Пржино е скопска населба во состав на општина Кисела Вода, која се граничи со населбите Водно, Кисела Вода и Црниче. Пржино се наоѓа на висока надморска височина на планината Водно, која што е слична по изглед на соседната населба Црниче, поради куќите кои се изградени во сличен стил и збратименоста. Двете соседни населби имаат меѓу себе добри односи. Во населбата Пржино живеат повеќе од 200 домаќинства, поголемиот дел од нив во куќите. Општина Кисела Вода е основана на 28 јуни 1955 година, кога Кисела Вода, Пржино и Црниче биле мали села и не спаѓале под градот, но со текот на времето тие се урбанизирале и станале градски населби. Општина Илинден и оваа година ја спроведува акцијата за пошумување во рамки на проектот Зелена општина Илинден. Досега акцијата се реализирала во паркот во Делјадровци, кај амбулантата во Миладиновци, како и во рамките на паркот во Миладиновци. Во наредниот период ќе продолжи во локалитетот Јака, покрај пешачко-рекреативната патека Марино Кадино, како и кај детското игралиште во Мршевци. Покрај засадените садници, во паркот во населеното место Делјадровци се врши и уредување на просторот со павер елементи.
Во текот на денешниот ден, од страна на секторот за санитарна контрола при јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје, се земени 36 примероци од водоводната мрежа на град Скопје и еден примерок од дезинфекција за водоводната мрежа. Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци од 12.3 одговараат на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење. Јавното претпријатие Градски паркинг во сабота од 10 до 14 часот организира отворен ден во канцеларијата во Карпош, лоцирана на улица Дрезденска, број 15/3. Од јавното претпријатие Градски паркинг ги повикуваат сите заинтересирани граѓани да дојдат и да се информираат околу начинот на работата на ново уредената паркинг зона Д42, условите за паркирање, категориите на корисниците, потребните документи и цените на услугите. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум те сни. Вечно ќе ја